Она што генерално луѓето не го знаат е дека над нашата планета Земја има духовен свет кој што луѓето не се свесни. Значи она која апостол Павле која кажал тргај се од злото и тај кон доброто. Тоа значи дека над овој материјален свет постои духовен свет кој што е воден од доброто и свет кој што е воден од злото или паднатиот ангел Луцифер, сатаната. И кога ќе видиме зошто некој е толку лош, убива, прави штета, не размислува за природата, не размислува за другиот човек, не размислува за добробита на другите луѓе, воден од алчност, од его, од манипулација, од себичност и така натаму. Затоа што сите ние имаме слободна волја врз основа на нашето ниво на свесност да одбереме дали ќе бидеме приклонети на доброто или ќе бидеме приклонети на злото. Значи ова е злото, ова е доброто. Сега, каде постои овој духовен свет? Значи тоа е невидлив духовен свет кој што на спиритуално ниво, на секоја човечка душа на земјата директно невидливо делува. Например, ако ние сме со Бога, ако сме добри, срдечни, ако сме етични, ако размислуваме за другиот, ако стануваме подобри луѓе, ако се бориме за општо добро, ако носиме добро, светлина во светот, ако работиме за нешто што им помага на другите луѓе, или ако даваме знаење кое што им помага на другите луѓе, или ако воопшто не работиме и не сме дел од злото, а сме со Бога на некој начин и сме со вистинските животни вредности, значи ние добиваме директен линк со Бога. Сега, оно што треба да се знае дека и во духовниот свет на доброто и во духовниот свет на злото има хиерархија. Значи генерално имаме повеќе слоеви кои што например влијаат директно на обичниот човек. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека имаме ниска хиерархија на зло која што влијае на одредени луѓе на земјата. Имаме повисока хиерархија на зло која што делува на некои помоќни луѓе на земјата. Тоа значи дека некој кој што работи можеби во игри на среќа и е, не знам, на рецепција таму како се вика тоа, значи тој е на некој начин поддржувач работи за зло кое што прави им ги уништува животите на луѓето преку игри на среќа. И тоа е водено од ниска хиерархија, бидејќи реално не може глобално да направи некоја си страшна промена. Може да направи, да кажеме, на 50 луѓе месечно, пример. Имаме повисока хиерархија на зло, која што е водена, да кажеме, кон луѓе кои што се навистина приклонети на зло и кои што имаат моќ врз големи популации на луѓе. Например, тоа се политичари, некои моќни системи како што се например групации на илуминати кои што прават, или оние што се сега, значи светска политика што сакаат да направат целосна доминација врз човештвото со тој нов светски поредок кај што ќе има една политика наводно. Значи политичари како или високи функционери, например, еве како во Израел, што ги водат на некој начин, значи злото ги води на некој начин да прават немири, да прават војна, да предизвикуваат огромна штета врз големи популации на луѓе, бидејќи злото има за цел да уништи. Значи тоа е целта. Дали ти ќе бидеш чистачка или не знам, ќе работиш како келнер и ќе направиш ќе бидеш лош и на некој начин ќе направиш некаква ситуација на колега или било што, нешто лошо или на својот газда или газдата на тебе или слично, значи тоа се што е лошо е водено исклучиво од злото, од различен вид на хиерархија. Кај Бога имаме различен вид на хиерархија, бидејќи тука, например, има хиерархија на ангели. Значи имаме ангели и повисоки димензии на битија кои што, например, се фокусираат на различни области на земјата и прават
имаат различни улоги. Например, секој човек на земјата кој што е, мислам, релативно секој човек на земјата има ангел чувар, дури овие кои што ќе се приклонат на злото, да кажеме, можеби во одреден домен од животот. Али, оно што е најголемиот проблем е што постојано се случува борба. Например, човекот има ангел чувар, ама